Здраво на сите, јас сум Нела и добредојдовте во новата епизода на подкастот Ти си следен. Денес со нас седат нашите гости Милорад Ангелов и Трајче Кацаров. Како сте? Благодарам, добро. Чест и задоволство што денес сме со вас со вашиот преубав подкаст Ти си следен на вашето прекрасно училиште. Навистина преубаво се чувствуваме и ни е чест и задоволство што сме ваши гости на вашето прекрасно училиште Сава. Големо е задоволството денес да се биде со вас двете. Се надевам дека ќе имаме убав разговор, ќе разговараме за убави теми што ќе ви интересираат вас и младите. И на нас ни е многу мило што не држите во нашите простории и може да почнеме затоа што мене ме многу интересира нешто како млади луѓе, што би им вие препорачале на нас сите како ученици што сакаме да станеме дел од културата, од уметност? Да, прво би сакал да кажам дека сите млади луѓе треба да веруваат во себе. Не постои човечко битие, верувајте, Нела е една каде што нема уметност во него. Без разлика на кој смер сте ориентирани, уметноста морате да ја гајате. Одите на театар, верувајте во театар, одите не само на театар, на рок концерти, читајте книги, на изложби. Еден современ човек се гледа само по тоа колку е тој духовно издигнат. Така да, јас топло препорачувам на сите вас да ги посетувате културните, да доаѓате културните настани, да доаѓате на представи, да ве гледаме што почесто, затоа што вие младите сте двигател на општество. Уметноста е убава кога има млади луѓе како вас. Кога вашите размислувања ќе се вклопат со уметноста. Само така ќе направиме убава уметност, современа уметност. Само вашите погледи на уметноста ќе не поправат, затоа што ние сме од една друга генерација, со вашите гледишта на уметноста, со вашите критики кон уметноста и представите и сите културни настани ќе успееме нашата уметност да биде подобра. Добро. И каде мислите дека ние треба да ги упатиме тие критики, тие мислења за уметноста како млади луѓе? Трајче Кацаров е исто и критичар театарски, ова прашање ќе го одговорите. Многу е важно да правиме разлика меѓу природата, преку оно што е природно и оно што е творештво на човек. Баш поради тоа настанува културата, а уметноста дел од културата, што значи дека кога зборуваме за уметност, зборуваме за нешто кое што е творештво на човекот, нешто кое што е поразлично од оно што природата сама по себе го дава. И од тие причини добро рече дека уметноста е она што не разликува од се живо, од се друго што не окружува околу нас. Например, да речеме, уметноста е најблиска до човековиот потенцијал и до човековиот разум и до човековата перцепција на стварноста. Например, кај уметност не може да најдеме кај другите живи единки, биолошки единки во природата. Или тоа е резултат на, можеби, на нешто кое што е многу блиско до природното, до инстинктивното, или тоа е резултат на нашата перцепција, па ние во тоа не гледаме уметност. Уметноста е нешто кое што човекот го создава врз база на интеракцијата со природата. Уметноста е чувство. Чувствување за одредена ситуација, ангажирање на сетилата, значи и на творечкиот потенцијал. И од тие причини мораме, сакали, некели, да се приклучуваме кон некои уметнички изрази, кон уметнички форми. Например, сега зборуваме ние тука, една од тие форми е театар, друга од тие форми е литературата, едно е читањето, друго е образованието и така, но се до тоа припаѓа од тај корпус на културни елементи, фундаменталност. И од тие причини, уметноста е тоа што нас не разликува со еден збор од природата, од сите други биолошки единки. Замислите, уметноста се базира врз, како се вика, врз напливот на чувство. Не можете, ние понекош ќе кажеме, и гледаш дека кога ќе влезеш дома, многу интересно е, сите ние имаме миреници. Покрај мирениците што се седат на левата и десната страна на троседот, на двосет на фотелјата, мачката ни седе во скут, ние гледаме во телевизор. Тие никош не се свртуват на телевизор. Телевизорот е производ на човекот, не е производ на природата. Но, ако природата им подаде нешто, например ветер, дожд, ладно, зима, тие го тоа почитуваат, тие тоа го осекат и имат контакт и интеракција со тоа.
Но со она што у неј човек како луѓе правиме, не заинтересирани се. Всушност не е тоа дел од дивниот свет и немат однос со тоа. Како например да речеме рибата кога оде некој риболовец, ќе ја пуште мамката и таа нема однос. Таа знае дека на мамката мора да има нешто од дел од природата. Некој црвче или нешто што наликува на тоа и таа се оде кон тоа, кон природата. Не оде кон оно што ние го измислиме или човекот го направил како негов производ или негов изум. Тоа е таа разлика и затоа е уметноста многу битна, затоа е многу битно учењето. Бидејќи само по себе тоа се предности кои човекот ги има во однос на другите биолошки единици. Мене ме интересира дали актерството денес бара повеќе техника или повеќе емоција? Ти благодарам за ова прекрасно прашање, навистина одамна немам добиено еден комплимент за ова прашање. Значи, сметам дека и двете се важни, Елена, заради тоа што мораш, за си актер мораш да бидеш емотивен, но мора да бидеш и технички подготвен, за да можеш да ја пренесеш емоцијата на правилен начин. Мислам дека се и двете многу важни работи. Актерството е, работа со емоции, работа со чувства, но ако не знаеш тоа технички и занаетски да го направиш, тие чувства имат простор да не се правилно пласирани. И затоа ние во академија учиме техники и начини на кои што ќе ги пласираме нашите произведени емоции. На академија се подготвуваме за тоа, како постојат вежби, како сето тоа да го изразиме и нашите емоции да ги адресираме таму каде што треба, а тоа е публиката. Знаеш, во театарот многу често некој мисли дека може да заплака и е глумец. Не, напротив, идејата на актерството е да заплакаш, ама да можеш да ја дигнеш солзата во секој момент. Тоа е разлика помеѓу аматерите и оние што не ги знаат техниките. Ние знаеме во истиот момент да поштиме солза, но во истиот момент и да ја вратиме солзата таму каде што треба. Публиката е друго. Замислете ние да плакаме и емотивно и да знаеме тоа технички да го изведеме секоја вечер, кај ќе не и крај. Така да мислам дека и двете работи треба да ги има еден професионален актер. Ти благодарам за убавото прашање. Благодарам на вас. Дали постои улога која ве обликувала како личност, а не само како актер? Да, уште еднаш благодарам, навистина преубави прашања поставувате. Да, секоја моја улога ме обликува како личност. Навистина во животот имам изиграно над 100 премиери, над 800 изведби во овие 30 години моја актерска дејност и уште тогаш една од првите улоги беше далечната 96-та година, вие не сте ни били родени, тоа е во минатиот век, каде што по дело на Крајче Кацаров изиграв првата улога и уште тогаш секоја моја улога, секоја наредна улога ме обликува и како личност, и како човек, како родител, како општествен граѓанин. Од секоја улога јас учам, од секоја улога се обидувам да научам нешто, да средам нешто кај мене што е, секој има своји недостатоци и мани. Улогите, како што јас ги перципирам и тие мене ме перципираат, ме прават подобар човек. Сакам да ве прашам, дали мислите дека е подобро да пишувате на некој од светските јазици или на јазик како што е македонскиот, мал јазик? Видите, има Блажи Коневски, нашиот, да речеме, гуру, нашиот патриарх во македонската литература, има речено вака: кога му е поставено прашање која е во предност, тој што е преведен на страни јазици или тој што е добар писател, и Блажи Коневски логички вика тој што е добар писател има предност пред тој што е преведуван на страни јазици. Бидејќи нас порано кога се случуваше и такви работи, меѓусебните контакти со некои издавачи во светот, некои од авторите кои што не се со некои сведочени вредности, беа многу преведувани. И баш поради тоа се постави таа поставена Блажи Коневски во разговорникот, ја мислам дека една разговор со Блажи Коневски и тој кажа дека предност има не тој што е преведуван на страни јазици многу, него тој што е добар автор. Зошто? Затоа што некој некогаш ќе научи на македонски и ќе го прочита на македонски, ќе види колку е вредноста на тоа дел. Ние сме стварно мал јазик и дури треба да се плашиме од исчезнување. Главните јазици, многу јазици во светот знаат се исчезнали, баш поради тоа што немаат поддршка
А поддршката на јазикот најмногу ми ја дават уметниците, артистите, писателите, пејачите. Замислите сега вие знаете многу песни на англиски и можете да ги интерпретирате и може во преводот да си го да ви побуде некои чувства и така натаму. Но од друга страна има и многу песни кои што треба да ги знаете и ги знаете на македонски. И тоа е оно што јазикот ни го доближува до светските јазици. И тоа е оно што му дава на јазикот виталност, што го остава да биде жив. И од тие причини многу е важно. И Министерството, јас сметам дека тоа е една од најважните работи кај нас, кога за Министерството, за владата, за оние кои што го градат општественото живење, кои што се столбови на општественото живење, да знаат како со македонскиот јазик, како со денес, вчера беше ден на македонскиот јазик, на македонски. Тоа е една од најважните работи, тоа е една која на некој начин не одржува во живот и ни дава за право да воспоставиме комуникација со некој. Оти пазите сега, ние многу е јасно дека има светски јазик и дека сите комуникации се водат на англиски, но од друга страна, ти кога се контактираш со тој јазик или тај светски јазик го користиш за комуникација, мора во себе да го носиш и својот јазик. Тоа да биде превод. Тоа да биде превод, а не да бидеме изгубени во превод. И тоа многу е важно да си добар автор, многу е важно да си добар уметник, а поготово да си добар автор, отколку да бидеш преведуван, бидејќи замислите се слаба вредност, автор со никакви вредности, колку и да биде преведуван, тој сепак ќе биде на маргините во некоја книжевна баштина. Како вие го тоа доживувате авторство вредности што го спомнавте? Па, видите сега, има неколку различни критериуми како доаѓа авторот на одредена позиција. Например, да речеме во земјите каде што поголемите земји, авторите се одредуваат според продадените книги или колку има читатели. Ние кај нас во нашата држава во Македонија немаме пазар книжевен, така да нашите вредности се базират врз некои толкување и критериуми кои што доаѓаат од позиција на теоретичарите на литературата, а и од друга страна и можеби во компарација со авторите во светот се наоѓаме во некои позиции и ги користиме тие методи на компаративни методи за одредување на вредноста на некое дело, а од друга страна пак и сепак мислам дека и читателската публика го дава на крајот својата рецензија или својата цензура, мислам, референција за тоа дали едно дело Е вредно или не. Кога сме кај делата, мене ме интересира од каде доаѓа вашата инспирација за делата? Па видите, има кога, знаеш, тоа е материја која што можеш да ја користиш, материјата можеш да ја најдеш во сонот, материјата можеш да ја најдеш во секојдневното живење или да ја најдеш во некој друг автор, читајќи некоја книга. Многу автори ќе речат, јас ако не читам книга, не можам да пишувам. Некои автори ќе речат, јас пишувам затоа што многу сонувам, а пак некој автор ќе каже, јас пишувам затоа што не можам да се смеам. Јас сум темперамент. Еден од најголемите автори во светската книжевна баштина, Емил Зола, ќе каже дека автор е човекот кој што за автор, дефиниција за автор е човек кој што перципира стварност и без база на својот темперамент ја како се вика, реагира. Така да авторството е реакција на перцепцијата на стварноста, реакцијата на доживјањето. Не мора тоа доживјано да биде во јавето, може во сон, може читајќи некоја книга и само по себе тоа те инспирира и создава таков тај творички немир или на кој што треба да му најдеш, како се вика, форма, начин како да се ослободиш од истото. Милорад, дали има некоја анегдота која што ви се случила вам во театрот што сакате да ја споделите со нас? Да, во театарот е полна анегдоти, секојдневно се случуваат навистина смешни ситуации. Претпоставувам дека сакате да спузнете некоја таква случка што не се случи. Пред 5-6 години, 7, работивме представата Дон Кихот, тоа е по Сервантес.
И тогаш сите беа на сцена, генерална проба на Том Кикот, а јас бев последен што требаше да влезам и да кажем реплика. Значи театар на две нивоа, јас бев на горното ниво и наеднаш забележав дека во просториите доле има некаков чад. И јас толку се вознемирив и кога влегов, видов дека тоа е некаков пожар, имав желба да ги информирам, викам нека тече представата, јас ќе влетам во представата и ќе кажам што се случува со желба да, нели, Да спасиш што може да се спаси. И јас влегувам на представата и викам горе-доле. И режисерот ме пита, што, како, горе? Викам, доле, горе! И режисерот ме гледаат, Јана Штипски, и режисерот ме гледаат, Милан, што е, ти лут ли си, што е? Викам, доле, горе, луѓе! И тој, абе, како горе, доле, што ме трпиш на сцената? Абе, викам, луѓе, абе, доле, горе! А ти не може да разберат, по на штипски диалект, луѓе, тргнете го овој од сцената, ќе го убивам, јас упорно. Луѓе, бе, доле, горе, доле! И така настана недоразбирање, додека се разбравме дека доле во просториите има пожар, тоа настана и потоа се случи оваа наша анегдота, стана позната и тогаш постоеше и весникот Вест, дури стигна на насловни страници. И во нашата фела театарска, оваа анегдота е многу позната, затоа што настана некоја недоразбирање на сцената. Горе, горе, што да кажеме? Да, горе, дека горе и дека горе. И дека горе, и дека сум горе, доле, и така да режисерот ме рече 3-4 пати и после некој од техникат свати дека тој човек нешто сака да каже. А јас од вознемиреност не можев да сватам дека тие мене не разбираат. Тие мислеа дека сум луд, дека сум полуден. И така, тоа е многу анегдоти има во театарот, секојдневни забави, пробите ни се многу интересни. Навистина уживаме во нашата професија затоа што така ја сакаме сите, имаме секојдневна забава, секојдневно се смееме на нашите проби, има смешки колку сакат. Добре, фала ви. И што ве така потикнало да продолжите со кариерите во кои сте сега, кога сте биле млади? Видите, тоа е секоја една ситуација која што постојано ние, нели, кога се најдеш во некоја средина, животна, како што е нашата ограничена животна средина, и се што правиш и по некои норми кои што се традиционални, вредни, и по некои норми кои само си ги поставуваш и ги земеш и ги крадеш од светот од страна. И наеднаш си вика сега да пишуваш поезија во една земја кај што читателската публика е многу мала, кај што јазикот е мал, може би тоа изгледа јалова работа. Од друга страна, да се бавиш со литература, нема пазар, нема кој да ги потврди твоите вредности, а поготово ако живееш понастрана од центарот, кај што се збиднувањата малку по-чести, исто така некоја работа која што не е која што е за занемарување и работа која што не е за да ставаш во преден план и која што може да те окарактеризира како или да те доведе до позиција на респектибилна личност. Но морам да ви кажам дека уметноста е жива материја и таа си ги бира луѓето преку кои се телотворува. Например, ќе речеш ти, како станав актер, како станав писател? Тоа е ситуација која што ние поврзуваме со судбина, ќе кажем. И на некој начин јас се согласувам со тоа. И покрај тоа што има многу што ќе рече дека сите наши неуспеси ги припишуваме на судбината, а сите успеси ги припишуваме на некои наши потенцијали, на некои наши вредности и можности. Но, навистина е судбина. Има многу, јас, например, да речеме, кога завршив средна школа, воопшто не размислував да бидам театарски човек, да се занимавам со театар, и отидов на правен факултет, а предходно, пред да завршам, ја бев член на театарската група, младинска театарска група во театар, уште од 8 одобрение одев во представи игра. И сите мисле дека ќе одам во театар. Тоа беше мојата, како се вика, обсесивна тема. Нешто кое што ме одржуваше и ме разликуваше од другите и не се осеќав дека сум различен. Докато таа различност ме одржуваше во живот и ме тераше напред да развијам таква амбиција. Но на крајот решив, театрот не е за мене, јас ќе одам на правни факултет. Минаа години, без разлика дали до кај стасав со правниот и дека дипломирав на
или дека после дојде во една ситуација да се запослам не како правник, него да се запослам како човек кој што во културна просветна заедница, кој што ќе се бави со културата, со организирање, културни настави и така натаму. И тоа запослување ме врати повторно назад во театар. Чекај бе, па јас излегов во театар за да не се вратам. Кој е тоа што ме врати назад во театар? Значи, јас затоа викам дека тоа е судбинска пределба, всушност дека уметноста е жива материја и таа си бара начин преку кој да се тоа отвори. Се уште сум во театар. И покрај тоа што понекогаш имам толку лоши мислења, толку лоши оценки за театар, за театарската уметност, и се уште сум таму сум. Дори и сега на факултетот предавам драматургија и постојано сум со тоа. И само чекам да дојде денот кога театарот ќе се ослободи од мене. Не можам јас ништо тука во таква ситуација, нити Милорад може, ниту ја можам, нити па некој кој што е избран од страната на театарот, од страната на уметност, ликарството, музиката, има многу музичари, веќе во пензија, во поминали годините, многу млади доаѓаат музичари, тој понатаму компонира, тој понатаму излегува и пее. Не само ке нас, вчера сум пред некоја минута, пред некој време на Фейсбук ми излегува Кейт Ричард, Рон Вуд и Ник Джагер. Ролинг Стоунс. Стари 100 години, едва ја одат. Пред некој ден Тереза Кесовија стоеше со баснучи, една ја држиш па да ги пее. Значи, видите, во право сум кога ја пеем дека ако се закачи уметноста за тебе, тешко нема да. Тоа е како капина. Кога го спомнате правниот факултет што се го одбране, дали сметате дека сте направиле некоја грешка што го завршите тој факултет? Не, ја не сум бил никош правник и мислам дека е грешка што ќе направам факултет, од причина што не е тоа моје начин на размислување. Правниот факултет е, пази, тоа е, како се вика, може би, ќе речеш некој дека припага на општествените науки, но сепак има некои екзактни ситуации внатре со работи кои што те ограничуваат во слободата на размислувањето, бидејќи се ограничени со некои закони, со прописи и така натаму. И сметам дека дури кога бев на полагање, кога професорите постојано ми вика држи се за правото, немој да измислуваш правото е измислено, и ние дури една ситуација која што само по себе има еден предмет римско право се вика, и на тој предмет римско право значи дека правото ги има своите корени уште во римско време или претходно. И од таму натаму се она што е представува, да речеме, некој закон кој што може со векови назад да се пренесува и се пренесува поготово моралните закони или законите кои што се, па да, и тие се морални, поврзани со убиства, со кражби, начинот на скупување брак и се натаму, тоа се го има во римското право, така да не ти останува многу да размислуваш, не ти останува време и не ти дава простор за креација. А ако си ти креативен по дух, ако имаш таква мок и потенцијал, не можеш да се станеш таму. Мислам дека тој страв за да направиме грешка на факултет го имаме сите во себе, особено ние младите. Да. И сакам да ве прашам повеќе да ни кажете за универзитетите каде што вие сте професори и како таму работат младите, што мислите за младите генерации што сега доаѓаат на факултет? Па ја и викам, пазите, постојано и кога ќе се сретнам со студентите, викам, морате се, кога ќе дојдете, кога ќе влезете во предавалната, да знаете кај сте. Тоа е најважно. Значи, да знаеш каде си и зошто си тук. На нашиот, во театарот исто така тоа е правило. А од каде доаѓаш, што ќе работиш на сцената и каде ќе одиш после сцената. Тоа се три нешта кои што мора да ги знае секој. Исто е со студентите. Значи, си го избрал правниот факултет или да речеме економскиот факултет, со завршувањето на економскиот факултет треба да знаеш каде ќе идеш со него. Што понатаму. Замислите си вие, ако избирате факултет за кој што немате афинитет и апсолутно не е по ваша мерка. Тоа сакам да кажам ја дека често се случува тоа, дека младите луѓе по неафинитети влегуваат во некои непознати игри,
Но треба да се внимавате. Или по наговор на родители, Слушајте или по наговор на интуицијата, родители. слушајте својата интуиција, слушајте го своето чувство, затоа што првото на кој што треба да се ослоните тоа е вашето чувство, вашата интуиција. А немојте да бидете под притисок на модерните текови, сега не знам, доктор е модерн, затоа што ти ако никој пат не сакаш да бидеш доктор, нема да бидеш. Се што правите, го правите со желба, со волја, затоа што единствено тоа е вашата, и имате визија за себе си, како ќе изгледате после 10 години, следете ги вашите планови, следете ги вашите идеали и направите се. Случува и да се сгрешат, вртете се, не е страшно, подобро да изгубиш една година на факултет, отколку цел живот да изгубиш. Така да, запишете се на некој факултет, доколку не е за вас, откажете се, пробајте нешто друго, така да се најдете се во некои животни патеки и Препознајте се во живот. Препознајте се, например, јас кога порано во мојата младост имаше многу луѓе кои што одеа во народна техника, работеа нешто со транзистори, со камери, со ова, со она. Мене тоа не ме интересираше. Ја одев во театар. Мене ме интересираше, ја одев во кино. Дури сум бил сам во киното. Немаше. Киното беше такво на времето. Има од 6 сатот мора да има како се кинопроекција и тие пуштат кинопроекцијата. И јас влегувам во киното сам. Или уште еден кој имал двајца. Не можев да не отидам на кино, не можев да не денеска ако станам да не поминам покрај овие како се плакатите да видам кој филм игра или кој ќе биде следен. Тоа беше обсесивна работа. За време на паузите во школата сите трчаат да купат темпо, спорт и бидејќи знаете, ја купував филм. Имаше филм и тоа филмот ме интересираше, списание и од тоа живеев со тие момци, живеев во тој свет. И тоа беше, и мојата грешка беше, тука направив грешка, во времето кога требаше не бев храбар, а може би малку и од влијание на родителите, на вистина театарот беше во една многу незавидна положа. И воопшто почнуваше како се вика, да преовладува на некој начин, да трансгресира телевизијата, филмот и најна сега ти преокупиран со таа магија што доаѓаше од Холивуд и со она што телевизијата го правеше, многу малку се свртувавме кон театар, поготово кон провинцијскиот театар. И се секој што ги правиме во театар. Можностите за да бидеш кино режисер или киноактер се многу мали. Мал јазик, дури еве гледате, има една Вики го знае, овој Раде Шербеджи отиде во Холивуд и се врати. Тук во Холивуд играше само руси. Човек што не знае англиски јазик добро, да. А он перфектно знае англиски. Имаше многу такви примери, но еве, и тоа ме натера да ја направам големата грешка, ама по друга страна по театарот вика ти бираш, ама не се консултираш со мене. И затоа ќе те вратам ја пак назад. За разлика од рече, па јас не направив грешка. Јас се слушав целото време својата интуиција, се запишав на Академија за театар и филм. И некако во животот ги слушав својата интуиција. Јас пораснав овде во Штипскиот театар, кај што мојот татко покој ми работеше. И таму ги гледав сите представи на Штипскиот театар, ги гледав големите актери, големи тими на Штипскиот театар, кој Трајчан, што беше автор, поставувам, ги следев и едноставно се инспирирав од нив и посакував еден ден да работам во театарот во Штип и еве ми случи мојот сон и сега го уживам во него. Секако дека Македонија мала земја, но ние имаме надеж дека еден ден ќе се отвори земјата и ќе можеме да работиме и во странство, се разбира. Така да јас немав грешка, направив како два различни примери. Успеав и верував во она, затоа ви велам, верувајте во она што го правите, слушајте својата интуиција и пак подобро загубите една година отколку цел живот. Така, браво. Тоа е. Значи, нема, но не е битно. Добро рече Мики, слушайте това е вашата интуиција, изберите го оно што е ваше. Не оно што ќе рече некој дека конјунктурно, не оно што некој ќе ви рече дека имате поголема перспектива ако видите на таква специјалност, не. Оно за кое што вие сметате дека сте. Има три основни правила, да внимание, желба и мерка. Да внимаваш во животот што правиш, да имаш желба и да знаеш колку ти тоа. До која мерка? Така да, овие три правила ги употребувате во собствениот живот, така да грешките ќе бидат сведени на минимално. Благодарам многу. Мислам дека не само што ги отворивте нашите очи за уметноста и за културата во Македонија,
и ги отворете и на сите оние кои што ќе не гледаат. Сакам да ви се заблагодарам од срце што бевте гости на нашиот подкаст. Ви благодарам и на вас. Навистина продолжите да правите вакви емисии без разлика на се, затоа што се потребни овие разговори со луѓе кои што имат некакво искуство, со млади луѓе, инспирирајте се, правете го овој подкаст, продолжите понатаму, затоа што во иднина сум сигурен дека овој подкаст ќе биде гласот, микрофонот на моите луѓе. Сум сигурен дека со овој микрофон ќе можеме да се обидеме да сменеме неколку работи. Вие двете, а и заедно со вашето училиште, да сменете неколку општествени работи. Не се откажувајте, викајте гости, бидете инспиративни. Нормално дека на почетокот секој пат е проблем, но со искуството ќе биде многу добро. Сега како требаше да го направиме ова? Јас имам моја порака е дека имајте ваш пат и не се откажувате од него по ниеден основ. Верувате ми, вашиот пат, автентичниот ваш избор е тоа вашата, како се вика, идентитет, вашата личност данас. И останете оно што сакате да сте. Не што треба да бидете, него што сакате да сте. Благодарам за убавите зборови. Ова е Саба подкаст. Со Нела и Елена. Ти си Ти си